Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Реорганизација на инспекциите за да казнуваат за фрлање отпад во ноќните часови. Забраната стапува на сила утре. Поранешни и актуелни функционери на СДСМ бараат да се отвори длабока дебата за поразот. ВМРО ДПМН е бара оставка од Филипча. Ја заробил, ја убил, па ја закопал во својот двор. МВР го уапси свирепиот убиец на жена од Штип. Што јадат нашите деца на голем одмор? Контрола во 500 сендвичари и пекари кои продаваат храна во близина на училишта. АХВ откри небезбедни производи во дури 100 објекти. Кризна состојба во Србија поради неизвестната иднина на нафтената компанија НИС по ултиматумот од САД. Овие вести во живо за тоа кој ќе контролира дали граѓаните го почитуваат новото правило за нефрлање отпад од 22 часот навечер до 6 часот изутрина, правило кое стапува на сила утре. Останете со нас, почнуваме со вести. Од утре стапува во сила забраната за фрлање отпад по 22 часот. Инспекторите и комуналните редари на град Скопје ќе работат тросменски за да ги санкционираат прекршителите на лице место. Мирена Давидовска известува, Мими, какви капацитети има градот за навистина да го контролира и да го спроведе ова што се најавува. Тоа ќе го видиме секако на терен. Веќе од утре се носи нова одлука од градот Скопје. Градските власти имаат на располагање околу 40 инспектори и дополнителен број од уште 20 комунални редари со кои што ќе одат на терен. Ќе го менуваат работното време на инспекторите кои што ќе постапуваат во тросменско. Тие буквално ќе бидат низ улиците и навечер, се со цел да се контролира кој ќе фрла отпад по 22 часот, одлука која што веќе од утре стапува на сила. И ова пред се не се носи за да селуваат граѓаните, за кои што казната ќе биде 50 евра, туку многу повеќе за да се контролира каде правните лица, односно фирмите, угостителските објекти го одлагаат својот отпад, бидејќи досега се покажало на терен дека токму тие се можеби едни од главните виновници кои што ги прават оние мини диви депони околу микролокациите, односно кои што ги преполнуваат контейнерите. Во продолжение, еве ги сите детали. Инспекторите ќе бидат на терен и по полноќ за да ги фатат на дело сите што ќе ја прекршат новата забрана за фрлање отпад по 22 часот. Градските власти ја менуваат организацијата на оваа служба, според информации на Сител. Веднаш по утрешното објавување на одлуката, инспекторите добиваат нов, поинтензивен распоред во тросменско работење. Во контролите ќе бидат вклучени сите градски инспектори и комунални редари. Град Скопје има вкупно 40 инспектори, 11 комунални инспектори и 10 комунални редари. Сите овие вработења ќе бидат распоредени за поголема контрола. Прекршоците ќе ги констатираат на лице место, доколку најдат на веќе исфрлен отпад од поголеми размери, кој ќе биде од поинаков вид од вообичаениот на домакинствата. Ќе се влегува во подетална контрола на правните лица, велат од град Скопје. Од утре стапува на сила одлуката со која се забранува фрлање смет од 22 до 6 часот наутро. Прекршокот ќе ги чини скопјани 50 евра, додека за правни лица казните се од 1300 до 1800 евра, но може да биде и повисока во зависност од типот на отпад. Оваа мерка е воведена пробно и може да претрпи измени, објасни новиот директор на комуналното претпријатие. Целта, вели тој, е воведување ред фирмите и угостителите, повеќе да не ги полнат контейнерите наменети за домакинствата, а градот поефикасно да го собира отпадот. Новото раководство успеало да способи 40 возила за празнење контейнери, но за нормално функционирање потребни се уште најмалку 20. Предпријатието, додава директорот за Сител, и понатаму се соочува со недостиг на оперативци. А ваква пракса со строги правила и временски ограничувања одамна функционира во речиси сите европски држави. На жителите на големите метрополи им е строго забрането да фрлаат отпад навечер, а казните таму достигнуваат и по 200 до 300 евра. Во Берлин, Виена и Копенхаген забраната важи од 22 до 6 часот наутро. Во Париз отпад може да се изнесе само 2 часа пред собирањето. Во Лондон наутро од 6 до 8 и попладне од 18 до 20 часот. Во некои градови отпад се фрла само наутро, точно пред да пристигне камионот што собира смет во одреден ден од неделата. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Поранешни и актуелни функционери
на СДСМ бараат да се отвори длабока дебата за поразот. ВМРО ДПМН бара оставка од Филипче. Ја заробил, ја убил, па ја закопал во својот двор. МВР го уапси свирепиот убиец на жена од Штип. Претеничката Славјанка Петровска порача дека СДСМ мора сериозно да ги анализира причините за изборниот пораз и да отвори вистинска внатре-партиска дебата. Таа смета дека партијата треба да понуди јасна платформа и тим што ќе ја врати на победничкиот курс. Додека ВМРО ДПМН повторно преку пресконференција бара оставка од лидерот на СДСМ Венко Филипче, обвинувајќи за недостаток на реформи. Филипче не планира да се повлече и најавува реформи на претстојниот конгрес заедно со анализа на изборните резултати. СДСМ не смее да го игнорира, ниту да го заборави поразот на последните избори, вели претеничката Славјанка Петровска. Во интервју за Радио Слободна Европа, лошите резултати Петровска ги припиша на отсуството на дебата во партијата по минатите избори. Вели дека во СДСМ веќе се почнати дискусии помеѓу раководството, претеничката група и градоначалниците, а во партијата следува период на сериозни анализи. Мислам дека претседателот актуелен има сериозна задача и сериозен предизвик, а тоа е освен овие анализи и дискусии, се разбира дека ќе треба да понуди предлог, платформа или како и да се нарече, начин на кој што СДСМ ќе излезе од оваа ситуација. Не би рекла дека е поволна и не би рекла дека е добра. Јас прашањето за обстанокот, функционирањето на СДСМ не би го врзувала само со една личност. Мислам дека е многу важно после овој изборен пораз и после сите анализи, дискусии, дебати кои што ќе се направат, СДСМ да излезе со тим на луѓе кои ќе знаат како да вратат СДСМ на победничката патека. Недостатокот на дебата во СДСМ го критикуваше и поранешниот генерален секретар на партијата Андреј Петров. Ако нема дебата во една партија, таа партија не може да напред. Јас се сеќавам, ние сме имале дискусии по 6, по 7, по 8, по 10 сати сме останувале во партијата. Не разденувало на состаноци на извршен одбор и на централен одбор. Па некојаш не сме ги довршувале, сме ги продолжувале другиот ден. Сега тоа може да се толкува дека сме се расправале, меѓутоа во суштина тоа сме излегувале посилни. Заради тоа што вие не можете некој само затоа што смета спротивно од вас да го ставите на страна или да биде тоа друштво на кјутолози. Никој ништо не зборува и нешто правиме. Тоа не е добро. Тоа е во ситуацијата, мислам дека за СДСМ му требаат квалитетни луѓе внатре. Она што не му треба и на СДСМ и на опозицијата генерално во Македонија се на тамошни дел. Од ВМРО ДПМН пак и денеска бараат оставка од Филипче, иако велат дека со последните промени во партиските структури станува јасно дека напредокот и реформирањето на СДСМ за Филипче воопшто не се приоритет. Тоа што Александар Трајановски е нов потпредседател на СДС не е затоа што тој е многу добар или квалитетен, туку затоа што е лојален човек на Филипче и на Заев. Заев се уште ја контролира СДС преку Филипче, а сега си ја потврдува неговата позиција на председател оценка со ставање на Трајановски за потпредседател. Од овие тројца, но и од остатокот на раководството на СДС, народот не очекува ништо. Потребни се реформи итни во СДС за силна опозиција, со кредибилитет и одговорност. Тоа мора да почне со оставка на Филипче. Филипче повеќе пати кажа дека нема намера да се повлече од лидерската позиција во СДСМ, а посериозно реформирање на партијата најави на претстојниот конгрес кој се уште не е закажан. Покрај анализа на изборните резултати, лидерот на партијата не ја исклучи можноста промени да претрпат највисоките партиски органи. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. По локалните избори, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН се пофали со рекорден број на млади советници и пратеници. Председателот на организацијата на пресконференција порача дека младите носат новата енергија и визија во политиката. За нас како младина, политичките функции не се привилегија. Тие се обврска и должност кон државата и кон младите генерации. Како нови советници и пратеници, ја преземаме одговорноста да бидеме постојано достапни, да бидеме на терен, да работиме честно и посветено за интересите на младите луѓе во Република Македонија. Наша цел не е само да слушаме и да констатираме факти. Наша должност е активно да создаваме услови младите да станат двигатели на промените, да ги вклучиме во процесите, да ги охрабриме да дискутираат, да предложуваат решенија и да ја почувствуваат локалната самоуправа како свој автентичен простор,
без разлика дали се работи за комунални прашања, урбанистички планови, спорт, култура, образование, младински иницијативи или екологија. Младите ќе ја покажат разликата. Скандалот со непотребни кардиохируршки интервенции го потресе здравствениот систем, а Комисијата на Министерството за здравство веќе утврди најмалку 10 спорни случаи без да ги објави имињата на лекарите и установите. Опозицијата остро реагира и бара јавноста да го добие целиот извештај, одговорните да бидат именувани, а случајот веднаш да добие исход пред обвинителството. Се крие од јавноста кој од докторите дал насоки за овие операции и се уште нема поднесено ниту една кривична пријава. Не може злоупотреба на здравствената професија за профит на поединци вака да се третира. Што се чека? Како некој да се обидува да го заташка овој монструозен случај? Дали некому му се дава време да ги сокрие трагите, односно да се исчистат документите? Ваквото однесување е неспојиво со одговорна, транспарентна и сериозна држава. Бараме итно јавно објавување на извештајот во фаза во која што се наоѓа, без доработки и без прикривање. Објавување на сите имиња на доктори кои дали индикација за операциите. Ова е клучно за понатамошната разврска на случајот. Објавување на имињата на сите приватни клиники и субјекти вклучени во процесот и носењето на одлуки. Може да се очекува од декемврискиот конгрес на ВМРО-ДПМН, прослава на победата или рефлексија на излезноста и неважечките ливчиња. По разрешувањето на директорот на платежната агенција поради корупција, потребни ли се и други освежувања на тимот? Кога може да се очекува реконструкција на владата? Тема на денот во 19 со генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Ѓорѓе Сајковски. Полицијата во Штип поднесе кривична пријава против 74 годишен жител на градот, осомничен дека противправно држал во својот дом 79 годишна жена, а потоа ја убил и го закопал незиното тело во дворот. По претресот и собраните докази, осомничениот го признал делото, телото било пронајдено, а судија му одреди 30-дневен притвор. СВР Штип и криминалистичката полиција при Бирото за јавна безбедност целосно расчистија тешко кривично дело, при кое била убиена 79 годишна жена од градот. За убиството се сомничи 74 годишен штипјенец со иницијали ДА, кој претходно без нејзина волја ја држал во својот дом, а потоа со остар предмет и нанел убодни рани од кои починала. По убиството телото го закопал во дворот на куќата. На 24 октомври низината постара сестра пријавила во полиција дека БН излегла од нивниот дом и не се вратила. По преземени оперативни мерки, а поради сомнение дека 74 годишниот маж противправно ја држи во неговиот дом, на 10 ноември со судска наредба извршен претрес, при што се одземени неколку предмети и траги од крв. По претресот бил лишен од слобода. Изречена му е мерка притвор во трајање од 96 часа и спроведен во затворот во Куманово. По добиените вештачења на одземените траги и предмети, полицијата повторно разговарала со осомнечениот. Во изјавата тој детално го опишал начинот на кој го извршил слосторството. Телото на жената е пронајдено и дадено на обдукција, а судија на претходна постапка му одредил притвор во трајање од 30 денови. За Сител, Трајан Ристовски. Полицијата во Крушево одзема ловечка пушка од 44 годишниот ФА од селото Јакреново, откако на социјалните мрежи беше објавено вознемирувачко видео на кое 15 годишно девојче вперува огнено оружје во главата на својот 11 годишен брат. Видеоснимката предизвика силни реакции, а случајот веднаш беше пријавен во полицијата. По интервенцијата на службениците на СВР Крушево и консултациите со јавен обвинител било утврдено дека настанот се случил во домот на семејството. Од ФА како родител биле одземени ловечката пушка, ременикот и дозволата за поседување на оружје. Од МВР информираа дека по целосното документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава против сопственикот. Полициските билтени во Охрид секојдневно се полни со физички пресметки, кражби и случаи на препродажба на дрога, а локалната полиција вели дека на терен имаат полни раце работа. Иако дел од сторителите се добро познати на службите, од СВР Охрид додаваат дека во координираните акции се откриваат и приведуваат и нови лица. Полициските билтени за Охрид секојдневно полни со физички пресметки, агресивно однесување, фатени лица за препродажба на наркотични дроги и кражби.
Од Охридската полиција вела дека на терен се соочуваат со полни раце работа, но за разлика од летниот период, каде најчести нарушители беа малолетни лица и млади од земја во инстранство кои летуваа на брегот на Охридското езеро, моментално мал е бројот на овие лица поврзани со овие дела. Бројот на малолетни лица кои што се поврзани со овој вид на дрога во моментов е многу мал, но сепак тоа не значи дека нашите активности треба да бидат насочени кон повозрастните групи, имено во целокупната работа и целокупниот план за активности кои што се насочени токму кон наркокриминалитетот, се вклучени не само репресивните, туку и превентивните активности. Тоа значи дека Одсекот за превенција при СВР Охрид во своите едукативни превземања одржува одредени работилници и други проактивни форми на соработка со учениците од основните и средните училишта. Иако најчесто станува збор за лица кои се добро познати на полицијата, сепак не се исклучува можноста од вклученост и на нови лица. Најчесто се работи за лица кои се добро познати на службата, но тоа не значи дека спектарот на активности на полициските инспектори не се зголемува постојано од секоја во секоја акција со цел пронаоѓање на други лица кои што всушност се во или околу наркомрежата на одредени наркодилери. Од она што е досега запленето како количина на дрога, можам да кажам дека најчесто доминира марихуаната, понатаму кокаинот, но и другите видови на дроги кои се присутни на нашето подрачје. Од СВР Охрид вела дека во координирани акции се справуваат со овие појави, ги пронаоѓаат и приведуваат сторителите. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Што јадат нашите деца на голем одмор? Контрола во 500 сендвичари и пекари кои продаваат храна во близина на училишта, АХВ откри небезбедни производи во дури 100 објекти. Кризна состојба во Србија поради неизвестната иднина на нафтената компанија НИС по ултиматумот од САД. Инспекциите на Агенцијата за храна и ветеринарство откриле сериозни пропусти во сендвичари и пекари во близина на училишта каде се продавала небезбедна храна на ученици. Во последните 2 недели биле проверени речиси 500 објекти, а кај 100 биле утврдени прекршувања. Сендвичарници и пекари продавале небезбедна храна на ученици. Контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство откриле низ за пропусти кај операторите со храна во близина на основни и средни училишта ширум државата. Слаба хигиена, вработени без санитарна книшка, храна од сомнително или непознато потекло се само дел од пропустите кои ги констатирале проверките на АХВ. Контролите биле направени во изминатите 2 недели. Инспекторите влегле во близу 500 објекти, а прекршување на правилата за продажба на храна биле откриени кај 100. Забрана за работа и клуч на врата добиле 15 продавници. Агенцијата запленила и скоро 700 килограми храна без соодветна декларација. АХВ спроведе засилени контроли кај операторите со храна во близина на основни и средни училишта, сендвичарници, бурекджилници и продавници за храна во и надвор од училишниот двор, односно објекти каде што најчесто учениците купуваат храна за време на големиот одмор. 15 забрани за вршење на дејност изрече Агенцијата за храна и ветеринарство на оператори со храна во рамки на 445 инспекцијски контроли кои ги спроведе во изминативе 10 дена. Контролите на АХВ направиле долг список на пропусти во продавниците од кои ученици купуваат најчесто храна. Во 32 објекти работеле лица без задолжителниот здравствено-санитарен преглед, а кај 30 хигиената била под стандардите. 26 објекти пак воопшто не биле во регистарот на АХВ како регистрирани оператори со храна. Контролите покажале и дека во 19 продавници се продавала небезбедна храна. За утврдените недоследности изречени се парични казни за 77 оператори во вкупна вредност од 36.470 евра во денарска противвредност. Издадени се 103 решенија со наредби за отстранување на утврдените недоследности и изречени се 23 опомени. Агенцијата за храна и ветеринарство открила и ненавремена дезинфекција кај објектите, неисполнетост на условите за продажба и несоодветно означување на храната која се нудела на шалтерите. Од АХВ најавуваат продолжување на контролите, а посебно за објектите кои продаваат храна во близина на училиштата. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Само двајца од регистрираните откупувачи, тутунски комбинат Прилеп и Кавекс, од вторник почнуваат со предвремен откуп на тутунот, додека останатите, според здруженијата, тактизираат околу квалитетот и цената. Од регистрираните 10 откупувачи, само тутунски комбинат Прилеп и Кавекс од Неготино во вторник ќе стартуваат со предвремениот откуп на тутунот од годинешната реколта. Според Сојузот на тутунски здруженија, ова можеби е знак дека другите откупувачи тактизираат и сакаат да видат како ќе се откупува тутунот, дали по класи или целиот во една класа како лани, и каква ќе биде цената, дали според договорите, каде за прва класа се нуди 420 денари за килограм, или сепак ќе се оди нешто повисоко со цената. Ми дава за право да помислам дека компаниите се уште тактизираат. Ние излеговме со една понуда, многу ба понуда према сите откупувачи, да се коригира цените и да почне да плаќа квалитето и неквалитето. Меѓутоа, по размислувањето наши како Сојуз сите го поздравиме, меѓутоа никој не каже дека ќе го прифата тоа. А нашата понуда беше 460 да ја плаќа првата класа, 400 денари втората класа. Ова ми дава за право да мислам дека цената ќе биде солидна, ради тоа што еве и денеска гледате временските услови, значи помага за сушење на тутуна, а поготово летниот тутун, односно се што беше собрано до септември, крајот на октомври е во одлична кондиција, одлично е исушен. Инаку годинава тутунски комбинат Прилеп планира да откупи 2,3 милиони килограми тутун или 35% повеќе од лани. И годинава како и минатата година ќе се плаќало 2 пати неделно на предадените количини во вторник и во петок. Тутунски комбинат уште во март месец ги зголеми цените во однос на ланската година. Првата класа е зголемена за 5%, втората класа е зголемена за 10% и исто така и третата класа е зголемена за 10%. Зборувам во споредба со ланската година. Купувањето на класи е, според мене, една од мерките за да се одржи квалитетот на тутунот на ова поднебие. Бидејќи треба да се награди и соодветно да се ценува тој што е добар производител и лош производител на тутун, за да не си направиме дополнителни проблеми во иднина да го уништиме самото тутуно производство. Годинава, како што реков, очекуваме добар квалитет на тутунот. Годинава се очекува родот на ниво на држава да тежи некаде помеѓу 22 и 24 милиони килограми. За Сител, Дарко Штарговски. Клиничката болница во Штип од утре го воведува најсовремениот БНТ пренатален скрининг тест кој овозможува рано откривање на генетски аномалии кај плодот и поголема сигурност за трудниците. Тестот ќе биде достапен за сите здравствено осигурени бремени жени без дополнителни трошоци. Од утре Штипската клиничка болница за прв пат воведува најсовремен метод за БНТ тест, пренатален скрининг за рано откривање на индивидуалниот ризик кај бремените жени и можните генетски аномалии на плодот. Ова е значаен чекор напред во пренаталната диагностика и обезбедува поголема сигурност и навремена информација за здравјето на трудницата и плодот. Рано генетско откривање на аномалиите како што се хромозомски абнормалности, трисомија 21, трисомија 18, трисомија 13 и откривање на повеќе малформации како што се слоз синдром и ОСБ. Пренаталниот скрининг е брз тест и безболен. Тестот ќе биде достапен за сите здравствено осигурени трудници без дополнителни трошоци. Клиничка болница Штип го покрива целиот источен регион. Секоја трудница е достапен овој пренатален скрининг тест. Единствено што е потребно трудницата да биде здравствено осигуреник на Република Македонија. Трудницата да дојде во лабораторијата со земање на венска крв, но со неизе да носе упат од својот матичен гинеколог со прв триместар и втор триместар и ехо преглед на плодот. Според Николова, со воведувањето на овој тест, установата поставува нов стандард во грижата за бремените жени. Да бидат сигурни, се изработува на имунолошкиот апарат Бекман Олтер. Тој е со најсовремена технологија, контрола на квалитет 24 часовна, се работи со точни, прецизни резултати. Тестирањето ќе се врши секој работен ден од 8 до 15 часот. За Сител, Трајан Ристовски. Под мотото «Чисто е убаво», охриѓени ученици и граѓани од сите возрасти учествуваа во екоакција со едукативни игри и активности за селекција на отпад. Настанот е дел од пилот програмата за одржливо управување со отпад, а надлежните апелираат граѓаните да ја почитуваат динамиката на селекција за поубав и почист град.
Охриѓани во екоакција, под мотото "Чисто е убаво", голем број ученици и граѓани од сите возрасти денеска на интересен, интерактивен начин, преку едукативни игри, активности и забава селектира отпад. Мислам дека треба да бидеме едукатори, бидејќи патриотизмот според нас наставниците денес се мери со екологија. Толку патриоти сме онолку колку што нели го чистиме градот, го сакаме градот, ја чуваме природата. Огромно е чувството на задоволство и среќа кога ќе ги погледнете овие млади екоамбасадори збрани на едно место на градскиот плоштад Охрид преку едукативна, инспиративна и креативна игра да ја пренесат на љубавата еколошка порака. Апелирал до бизнис секторот во однос на отварање на повеќе фабрики за рециклирање на отпад, бидејќи не е само доволна свеста, односно собирање на отпадот, секако на првенствено е тоа, меѓутоа сепак и тој отпад треба да се носи некаде и да се рециклира. Особено е важно бидејќи нашето училиште се наоѓа на брегот на езерото и сакаме да го зачуваме Охридското езеро чисто. Станува збор за пилот проект за селекција во 9 хотели и сите останати покрај езерото и 11 училишта кои се дел од програмата Одржливо управување со отпад на локално ниво. Е така наречено меко лансирање на кампањата Чисто е убаво, Охрид селектира. Во рамките на Комуналец, Комуналец Охрид и секако со поддршка на општина Охрид, партнерство со Салар International и Збогом Буково. Учениците задоволни што се дел од овој настан за поубав и почист Охрид. Тоа е важно за животните, за луѓето, за светот. Чуваме езерото чисто за идните генерации. Сакаме да го одржиме езерото чисто секој пат, да живеат повеќе животните, да имаат по-срекна животна средина. Ја фактички ја спасуваме природата. Надлежните апелираат до граѓаните да ја почитуваат динамиката за подигнување на селектираниот отпад и на тој начин да придонесат во зачувување на животната средина. Нина Аритоновска, Сител телевизија.